Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Турбулентно, некогаш мора и така. Активностите мора да се завршат. Тоа што сме си дале збор, треба да го завршиме. Затоа бидете љубов и пред она што со години уназад е најавено. А сите вие сте мои сведоци за се што е најавено и за се што доаѓа. Само со љубов можеме да се спасиме. Сакате верувајте, сакате ич не верувајте. Земјата ќе ја враќа својата правобитна положба. Менувањето на магнетното поле, на магнетните полови, е најавено многу одамна. И сето тоа, само преку љубовта и преку аргонската енергија ќе го надминеме. Затоа, Македонија е таква земја, која што претежно е планинска и карпеста. И претежно, секогаш ги надминувала сите овие турбуленции, катаклизми со помали штети. А може да бидат и големи, ако не ја сватиме пораката од Бог. А пораката од Бог е да бидеме сите браќи и сестри, да бидеме љубов, да бидеме космополити и да ја почитуваме светлината. Светлината е таа што сите нас ќе не води и во новата ера на Водолија. Нас проти неа е темнината. Знаете, и таа оде најсилно, затоа што и таа знае дека максимот нејзин е почеток на светлината. Затоа и со сите овие случувања на земјата, затоа и сите оние случувања во Македонија, па и во моје коче, ќе дојде ден кога ќе сватите дека Владо Павлов бил во право за се што ви најавил. А тој ден е многу близко. Ќе сватите дали сето оно што се правило со Владо Павлов, со Кочино, па и со дишењето од пулс, дали било случајно. Се ќе сватите. Вие кои што ќе го доживеете максимот на темнината кој што е пред нас. Ќе дојдете до заклучок за сите активности, за се оно што ме правеле, сите оние од другата страна. А сите тие ќе мора самите во себе, не мора на мене, самите во себе да си опростат за се што правеле против Владо Павлов. Помнете и не заборавајте. За се едни со други што правевте за едно вакво големо дело, кое што е потребно на сите вас, а некој ви го поклонуваше. Затоа и моето прашање до институциите е поврзано со сето оно што го правам за оние деца, за тие деца кои што се херои, еден со друг кои што се спасувале, ама на жалост 63 починаа. Никој не сака да ја разбере суштината на овај бикот. Никој не сака да ја разбере суштината на Таурусот, на Лилит. Ама Владо Павлов и тимот ги знаат сите. Сите се тука околу нас, заедно со црниот антихрист. И сите кои што ја започнавте она војна против Владо Павлов, му служите нему. На истиот оној кој што гледате дека веќе започнува обединувањето на сите религии. А тоа значи дека близко е времето кога треба да имаме еден владетел со светот. И кога најмногу ќе очекува и најмногу ќе верува дека ќе успеал, како што веруваа пред години и до ден денес дека Владо Павлов ќе го уништат.
тогаш ќе дојде Армагедон. Армагедон е светлина. Армагедон не е темнина. Армагедон е преломот на времето од риба во водолија, каде што завршува темнината, започнува светлината. И затоа сум среќен и радосен. Оти е многу блиску. А вие не верувајте. Верувајте и на сите оние кои што му служат на црниот Исус, на Антихрист кој што е тука во Македонија и кој што прв Владо Павлов го виде, ви го представи и до ден денес ја водиме битката помеѓу доброто и злото. Изборот е на секого од нас. Дали ќе верувате на козелот со пенсиското брадиче и црните црномуристи очи и козји нозе, или ќе верувате на кочот, на овенот, белиот со подвиените рогови? Вие изберете на кого ќе му верувате. На оној со козјите нозе, на оној со козјата глава и козјото брадиче, или на белиот овен, нашиот водач со подвиените рогови. Да живее Македонија. Македонија е се што имаме, али Македонија не би била ако најпрво не ја воскреснеме Микена, Прилепско-Битолскиот дел, со најстарата Микена, Кочанско-Биничкиот дел и Осогово, каде што била првата Пелагонија. Бидете внимателни на наредниот период. Ќе имаме катаклизмички случувања, ќе имаме поголеми свлечиста, тектонските плочи се разместени и затоа само со љубов и со оргонската енергија ќе го победиме сето тоа. А овие кат-тат ќе ни дадат одговор. Одговор бараме. Кој го направил елаборатот за противпожарна заштита, за да може да добие лиценца? Кој ја водел стечајната постапка? И дали има и овде пропуск? Никој не ја водела, требало да ја воде Основен суд Кочани. Кои се лицата вмешани во Основен суд довлочени со ДЕКО? Го прашуваме Кочанскиот јавен обвинител. И трето, од што се експлозиите? Дали сунгерот може да создаде толку голема топлина и толку континуирана отровна просторија од цијанов водород, каде што поголемиот дел од героите починуваат? Овие три прашања ќе мора да ги одговорите. Затоа што Бог сака така. А кадија те суди, кадија те мести, кадија сам ќе лежи во наредниот период, а сите вие ќе бидете сведоци како кадија ќе леже за сите оние што се наместени со дискотеката Пулс. Да живее Македонија, со љубов, дух, ум и фанатизам за Македонија. Да живее Микена, од каде што се започнало и од каде што се ќе заврши.